10 министри албанци, 7 министри македонци. Вака ќе изгледа македонската влада ако Алијанса за албанците влезе во владината коалиција. Тоа го покажуваат коалиционите математики, судејќи според шпекулациите познати во јавноста. Според она што неофицијално го прифатиле Ковачевски и Ахмети, Таравари треба да ги добие министерските места во правда, здравство, информатичко општество и министер без ресор за дијаспора. Утринава веде првиот човек на Алијанса Арбен Таравари, за дел од медиумите демантираше дека преговара за да влезе во влада, но ова не го вели Ковачевски. Тој практично потврдува дека преговори има, но се уште ресорите не биле тема на разговор. Сите оние политички партии кои што ги делат вредностите на нашата коалиција, која што практично ја формира владата за продолжување на европскиот пат на државата, влез на Северна Македонија во Европската унија, бидејќи друга алтернатива немаме, тогаш за такви политички партии нормално дека вратата во владата е отворена. И додадов, и исто така и денес можам да потврдам, дека за конкретни ресори и преземање на одговорности во моментов не е разговарано. Дека со успех ќе завршат разговорите со Алијанса се надева и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Се уште е во фаза на почетни средби и нема ништо конкретно дефинирано во оваа насока. Се очекува одржување на наредни средби во оваа насока. Нормално дека би придонело многу за остварување на една конструктивност, но една стабилност на парламентарното мнозинство, доколку има позитивен епилог целиот овој процес. Евентуалниот влез на Алијанса во влада значи известна алтернатива, па нивните две министерски места ќе заминат кај другата албанска партија. Од едно свое место ќе се откаже ДУИ, Ахмети ќе го даде информатичко општество, а Никола Тупанчевски ќе замине од правда. Ваквите математики покажуваат дека албанците ќе имаат 3 министерски места повеќе од македонците, дел од нив и клучни ресори. Во рацете на ДУИ веќе се финансии, економија, надворешни работи, образование, а кај Алијанса ќе премине здравство. Влезот на Алијанса во владата ќе значи дека владиното мнозинство ќе изгуби 4 од моменталните пратеници, односно фракционерите во ДУИ. Тие најавија дека би настапувале надвор од коалицијата при такво сценарио. Новинарот Джено Лисени сепак вели дека ваквото сценарио очекувано, бидејќи сепак Ахмети и Ковачевски на крајот би добиле 4 пратеници повеќе. Па еме споредба, значи околу пратеници веќе 4 имат, мислам дека 4 пратеници се од огнената група, а од друга страна ќе влезат 8 од Алијансата на албанците, но на крај мислам дека и покај револтот што го изјаснуваат јавно, огнената група ќе гласа како што ќе им каже лидерот, односно Ахмети. Според досегашните неофицијални информации, Алијанса ќе ги земе кормилата во МЕПСО, ПИОМ, АД Железници, Управата за матични книги, Агенцијата за странски инвестиции, Инфективна клиника, како и Управата за заштита на културното наследство. Првиот човек на гостивар ги побарал и директорските места во Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Просветниот инспекторат, но засега нова не се согласиле СДСМ и ДУИ, се уште неофицијално.